Во топлите денови парковите и игралиштата за деца се местата каде граѓаните треба да уживаат во слободното време, но за жал овие јавни површини стануваат се повеќе окупирани од милениците. Тоа нема да биде проблем доколку сопствениците на куќињата го собираат изметот кој нивните куќиња го оставаат зад себе. Голем дел од граѓаните реагираат дека се плашат да ги пуштат децата да играат во тревниците, бидејќи често се случува да згазат во измет. Ваквите реакции се многу чести, особено од младите родители кои имаат помали деца и не знаат што треба, а што не треба да фаќаат. Сопствениците на миленици пак велат дека нема доволен број на специјализирани канти за измет од миленици и нема каде да го фрлаат, бидејќи казниво е да се фрла во регуларни канти. Согласно Законот за јавна чистота, казна за сопствениците кои не го собираат изметот од нивните миленици постои и таа изнесува 50 евра, но колку овој закон се применува останува нејасно. Од град Скопје вела дека постојат инспекцијски служби и редари кои редовно вршат контрола на јавните зелени површини, но колку казни досега се изречени не се знае. Исто така, од градот информираа дека редовно се поставуваат специјализирани канти за миленици во сите поголеми паркови, а вакви канти има и во сите специјализирани паркови за миленици. Работиме на константно зголемување на нивниот број и локации. За жал, слично како и за останатата урбана опрема, таа често е предмет на уништување од страна на несовесни лица, велат од град Скопје.